Токму така, благодарам. Добро утро и по втор пат до гледачите на утринската програма на Македонската телевизија. Во Куманово, во општата болница, за прв пат започна да функционира центар за менаџирање со дебелина. Истиот центар ќе може да го користат жителите на Куманово, како и околните градови, меѓу кои општини всушност, меѓу кои Липково, Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане и слично. Всушност за прв пат се воспоставува организирање на ваква здравствена услуга за третирање на дебелината. Сето тоа го покажува всушност статистиката. Лекарите потенцираат проблемот со дебелината мора да се третира институционално. Клучно е, велат, препознавањето на дебелината како хронична болест. Предупредува дека гојазноста представува сериозен ризик фактор за низа други заболувања, меѓу нив дијабетес тип 2, хипертензија, кардиоваскуларни болести, оштетувања на зглобовите, па дури и одредени малигни заболувања. Центарот ќе работи со упатот матичен лекар, а прегледите ќе бидат закажувани по редовна процедура. Во однос на зголемениот број случаи на детска дебелина, од болницата информираат дека ќе се вршат консултации за адолесценти, додека за помладата популација ќе се соработува со педиатрите како и со специјализираните центри. На оваа тема поразговаравме со началничката на еден од оделите во Кумановската болница, како и со првиот човек на Општа болница Куманово, па можеме овде да ги погледнеме нивните изјави. Статистички гледано, милиарда луѓе во светот се соочуваат со проблемот со зголемена телесна тежина. Споредбено со 1990 година, кај возрастна група на население, зголемувањето е двојно, додека кај младите и адолесцентите дури за 4-кратно. Според истражување на Институтот за јавно здравје, во Република Македонија 28,4% од населението се соочува со проблемот со зголемена телесна тежина. Со отварање на оваа амбуланта, ние како ЈЗО Општа болница Куманово го зголемуваме видот и обемот на услугите што ги нудиме на нашите сограѓани. Дебелината е хронично заболување, тоа е тоа на што ние сакаме да дадеме акцент. Хронично заболување, како што болните со други хронични болести, значи крвен притисок покачен, болни со дијабет, болни со невролошки заболувања, сите имаат право да се јават на лекар, да добијат термин, совет и терапија, а болните со дебелина досега немаа каде да се обратат, барем во нашиот регион. Значи таа е пораката што ние ја даваме. Отвараме центар за менаџирање на дебелина, каде што луѓето со дебелина ќе дојдат на закажан преглед од својот матичен лекар и ќе добијат комплетно, значи најпрво преглед и консултација со лекар специјалист, интернист, дијабетолог или ендокринолог по нивен избор. Потоа следи преглед на in-body анализатор на телото. Тоа е еден апарат кој што ни го покажува составот на телото. Значи не е само да застанеме на вага и да кажеме колку имаме кила, многу е важно таа килажа на што отпаѓа, значи колку се протеини, масти, колку е вода. Овој апарат тоа ни го дава, ни дава препорака колку пациентот од својата тежина треба да намали. Секако пациентот ќе добие и лабораториски анализи и после тој ќе добие совет за исхрана од лекар и од сестрите едукатори во Центарот за дијабет, кои што се едуцирани на клиниката за ендокринологија, и секако некои пациенти ќе добијат препорака и за медикаментозна терапија, некои пациенти ќе бидат упатени на други специјалности, значи во Општата болница Куманово имаме и кардиолози, гастроентерохепатолози, имаме психолози, ортопеди и по потреба, значи овие пациенти и пулмолози ќе бидат упатени на соодветни специјалности за доиследување. Тоа беа изјавите, она што исто така го потенцираат како совет до сите граѓани. Лекарите во ниту еден случај лековите да не се земаат на своја рака без лекарски надзор и секако интернетот да не се користи за вакво нешто. Тие се отворени за соработка, па така што ги упатуваат граѓаните сите оние кои што имаат проблем со дебелина да се обратат во центарот кој што рековме за прв пат започнува да функционира во североисточниот регион. Студио.